денес, како што знаете, да подсетам, ние владимо секојдневно протестираме против недемократскиот режим во Република Македонија, да се собираме пред институциите кои што за жал не работат во интерес, не се грижат за граѓаните, кои се грижат за интересите на владата, односно нејзиниот председател. Денеска неслучено сме пред општина Центар, општина која што е символ на едно непродуктивно, неразумно трошење на парите на граѓаните, општина која што стана всушност символ и представување силови на најголемата пералница на пари во Република Македонија, тоа е преку Скопје 2014. Ние сме овде се разбирува неразумно трошење, знаете дека тоа беше една од главните причини за судирот на 24 декември, опозицијата сакаше да не стопирува неразумно трошење, кое што пак води кон дополнително заложување на трошење на парите на граѓаните. Во општина Центар власта нема што да бара, прво затоа што анкетите јасно кажуваат дека најголемиот број на граѓани не само во општина тука во Македонија се против проектот Скопје 2014, но и да подсетам дека на водените избори на 5 јуни 2011 година само СДСМ успеа да победи со 3000 гласа разлика и да дадеме гласовите што ги освоја партиите кои што тогаш бидоа самостојно, а денес се дел од ова мокна, победничка дружена опозиција, тогаш гласовите разлика до со 5000 гласа. Тоа значи дека Груевски всушност е поразен многу пред оној црн понеделник 24 декември, всушност многу одамна и граѓаните на Центарот пати јасна порака дека не се согласуваат со овој начин на водење на политика и со ова економско пропаѓање како на државата, така и на граѓаните. На крај сакам да порачам на Груевски на владата дека на 24 март, кога се одржат идните локални избори, најголем проблем нема да биде бојкотот на зложената опозиција, најголем проблем за нив ќе биде бојкотот кој што граѓаните на Центар ќе им го искажат затоа што како што кажав и повторам на крај, тие со тој бојкот ќе кажат јасното знаење, ќе дадат јасното знаење дека не се согласуваат со ова цикличко трошење на парите, не се согласуваат со овој недемократски режим. Кажам да други партија пред база на ставот беше дека ето да се дозеле искусно примање од двете страни. Сакам едно да појаснам многу јасно. Ние во опозицијата не се спојавме за да сите размислуваме исто. Што ако верувам дека заклучоците кои што ги даваме како здружена опозиција се едногласно усвоени и дека представуваат став на сите партии во опозицијата. Нема разногласие, напротив. Сите овие провокации, како што беше провокацијата до продолжување на рокот за пријава на листата за собранието на Македонија, само дополнително не сближуваат во опозицијата. Нема повлекување се додека не се повлече опозицијата. Како го оценувате енергијата на премиерот да се учества медиумите јавно како не премиерот да соопшти ставот на владата, туку ги испеќа своите помошници партиски и владини да го соопштат. Жал не е нити прв пат, ни последен пат да сме во Груевски кога во Македонија има критичка ситуација. Тоа е веќе станала традиција. Го нема. Груевски кога знаете дека во Македонија има криза. Најголемиот проблем според мене денеска на Груевски не е тоа што тој обвикнал директор од медиумски со влада. Знаеме од првиот момент кога стана премиер. Проблемот е што тој обвикнал бил со граѓаните, а граѓаните го чекаат на водени парламентарни. Благодарам.